Мери, пред се честитки за освоените шампионски титули. Какво е чувството по трет пат да се докаже дека си најдобра во светот и да бидеш сведок повторно, да ја слушаш македонската химна и да знаеш дека тоа е лична заслуга, заслуга на твојот тренер, на безпрекорната дисциплина и на безброј часови, денови и ноќи поминати во вежбање тука во Магнус центар? Бидејќи јас сум од Крива Паланка, тука во Скопје дојдов да учам средно образование и навикат е веќе да бидеш спортист, бидејќи од претходно 9 години се занимавав со фолклорно друштво, но меѓутоа и кошарка тренирав и многу поразлични спортови што секаде бев активна. И тука ми беше досадно во Скопје, као немаше шо како да се занимавам, што да правам, најблиско ми беше теретана. И почнав во Гладиатор кај Тоше Зафиров. Таму почнав и за некои 3-4 месеци. Добив баш убава форма, што тогаш не ни пазав на исхрана толку, бидејќи у интернат јадев. Но сепак многу беа приметливи моите резултати од луѓето од страна и сите ме мотивираа. Нема шанси ти толку кратко време да вежбаш као со години да ме вежбам. И еден ден Тоше ме вика, ајде да одиме на такмичење. Ајде, викам, ќе одиме. Не знаев ни што е диета, ништо. Тидовме, првото такмичење беше во Будимпешта, европско такмичење, таму освоив 3-то место, јас пресреќна и од прво и од второ место тие што беа. После тоа, бидејќи бев 4-та година, морав да паузирам 1 година, да се посветам на школа. И после таа пауза до ден денеска секој ден сум толку многу активна и уште од првата година 2019, од 26 април тогаш ми беше првото такмичење. Навака до ден денеска немам застанато ниту на такмичење, се пролетна и есенска сезона нон-стоп такмичам. Кога прв пат ја освои светската шампионска титула, кои мисли тогаш ти поминуваа низ глава? Тоа е неописливо чувство тогаш, бидејќи од толку многу конкуренција од 102 држави, Македонија како што сме една точка, не се гледаме на карта, толков успех да направам што не си верував самата на себе дека до толку можам да достигнам. А прв пат тоа светско беше 2021 година. Тогаш бев јуниор, но како јуниор цело време такмичев и сениорска категорија. Тогаш успеавме с 4 злата да освоиме. Апсолутни титули 2 земавме и 2 во категорија кај што такмичев. Буквално се што можеше да се освои, се освоивме тогаш. На светското првенство кое што неодамна се одржа во Шпанија, во Санта Сузана на почетокот на овој месец, повторно го доживеа тој момент да ја слушаш македонската химна, да носиш злато наградите и да знаеш дека си најдобра. Што е потешко, да станеш еднаш најдобар во светски рамки или да го задржиш тој престижен статус? Многу е потешко да останеш на врвот и да се победуваш сами од себе, бидејќи од година на година, ете до сега како што сум цело време на прво место, многу е потешко јас самата себе да се победам и да останам на врвот. Ајде прв пат ке речеш случајност, ете ковид пандемија, како и да е. Од минатата година исто Кореја беше такмичењево, нема услови многу такмичарите да одат таму. Ајде и тука ќе кажеш дека некако сум успеала да земам прво место. А за годинава беше страшна конкуренцијата, посебно кај мене во категорија, бидејќи јас сум во најниската категорија. Сите девојчиња беа премногу мускулести, премногу беа дотерани, баш спремни за настанот, што очекував барем медал да земаме. А посебно на химната се кажува. Кај да си, сепак химната кога ќе згрми, тука паѓаат емоциите. Во тие моменти секако има и солзи радосници, не само поради родолюбивото чувство, туку би рекла и поради оној момент кога знаеш дека не се залудни сите тие часови, сите тие тренинзи, сите тие ригорозни диети на кои што мораш да се подложиш за да добиеш една безпрекорна форма. Ајде, Мери, малку да ни кажеш како изгледа животот на една млада бодибилдерка. Ти со 24 години веќе имаш 3 светски шампионски титули во бодибилдинг и фитнес, што значи дека твојот живот е многу поразличен од животот на сите девојки кои што се на твоја возраст.
Токму така, жртвата е преголема. Мора одрекување буквално од се, ете јас за мене си кажувам, да се посветиш на тоа што го правиш 101%. По цел ден сум во фитнес центарот тука, Магнус, кај што вежбам секој ден го поминувам, можам да кажам како и број еден дом дека ми е, бидејќи дома идам само за спиење, за готвење и тоа. Тренинзи 3 пати правам во денот, посебно наутро кардио, постоја доаѓам на тежински тренинг, па тука бидејќи работам, продолжувам со работа и вечерта уште еден тренинг ќе направам. Нормално тука сега дисциплината е на прво место, мора на време и да се легне да се спие и да станеме наутро, рано освежени, одморени. Сон, тоа е на прво место, треба најмногу сон, така да немаме време, тоест јас немам време да посветам на околината, на другариве, на блискиве, кога сум во период на подготовки. Фокусот е 101% на тоа што го правиме, бидејќи сакам да успеам, сакам да го променам животот, тоа што било во минатото да се заборави скроз и да бидам нешто ново. Да се чекори храбро напред. Кој е твојата најголема поддршка на овој пат што го одиш последниве години? Секако мислам на твојот тренер, без кој што сите овие резултати ќе беа невозможни. Се чини дека сте еден тим кој што навистина беспрекорно функционира. Сепак најголемата поддршка е мојата мајка, бидејќи таа е жртва во случајот, таа се жртвува се да ми биде на мене како што треба и да бидам јас среќна. Нормално за возврат таа заслужува се најдобро од мене и се трудам најпрве неа да ја усреќам, бидејќи заслужува. А со мојот тренер Бобан Ѓоровски уште од самиот старт работиме 2019 година. Така да еве колку години поред успеа од мене да направи шампион. Јас одличен ученик, тој одличен наставник, да кажам, и тренер. Но исто така и психолог, бидејќи ние во спортот многу знаеме психички да паѓаме, а ако ја немаш добрата поддршка од таа страна, тоа многу лошо влијае на нас. Така да многу е битно тренерот да знае како да се постапи со ученикот и да ги слушаме нормално неговите сите совети, да. Насоки, така. Сега, откако уште еднаш докажа дека си број 1 и откако повторно застана на светскиот пиедестал, на последниот светски шампионат во бодибилдинг и фитнес, конечно доаѓа оној период од годината кога можеш малку да одмориш и кога можеш да си дозволиш работи од кои што мора да се откажеш во процесот на подготовка за еден ваков надпревар. Па да, сега веќе сме малку по така лави, мада само што стигнавме одма дојдов на тренинг, бидејќи тоа ти е веќе навика, секој дневие и тоа ми е животот моментално, затоа се жртвувам, тренинзите ми се број 1 и број 1 план во денот што треба да го сработам. А периодот ван такмичарски сезони може да кажеме од една страна дека е полабав, но од друга страна и не е, бидејќи тогаш работиме на мускулатура, качуваме на мускулна маса, тогаш ги правиш сите корекции, а потоа само чистење, оди во припремите и да видиме до кај сме, што сме, тоа што имаме сработено кога сме во ван такмичарски сезони. Мери, што би им порачала на сите што во моментов не слушаат и не гледаат, а не се доволно спортски активни, затоа што честопати дозволуваме да не заробат професионалните и приватните обврски? На кој начин да се мотивираат луѓето да спортуваат и да бидат активни? Ете, според мене телото е единствениот дом во кој живееме. Според мене треба секој да се грижи најпрвен за себе, да се стави сам себе си на прво место, па потоа се останато. Така да здравиот начин на исхрана и еден час што ќе одвојат да посветат на себе си, да бидат активни, не мора во теретана надвор да пешачат или било што како, тој им продолжува и живот и нормално здравието има на прво место тука. А сега кога се има цел, вајда, мислам, не вајда, туку сигурно се мотивираат покрај мене и многу мина сака да бидат на моето место, но не знаат како, не знаат што, како премногу е комплицирано тоа, но сепак ако си има цел и ако имаат желба, може да успеат сите така.
Мири, јас ти благодарам за одвоеното време, ти посакувам цврсто да ја држиш оваа позиција што ја имаш. Прекрасен пример си за млада девојка која што има цел, но во исто време е фокусирана и добро знае што треба да прави и како да ја постигне таа цел. Голема гордост си за цела Македонија. Ви благодарам најмногу и ве очекуваме повторно во нашата сала. Со задоволство.